Големите западни земји веќе донале одлука да ги вратат своите економии во нормална состојба. И тоа ќе се случи за месец до месец и половина, без разлика на развојот на состојбата со коронавирусот. Анализираше вчера во емисијата Заспи ако можеш македонскиот еминентен професор во Канада Гоце Андревски. Според него, овој период на стагнација се користи за максимална подготовка на здравствените системи, да може да го издржат големиот прилив на ново заразени во периодот, кога сите фабрики, сите погони, сите компании ќе продолжат со работа во полн капацитет. Ова е стратешка одлука и од неа нема да се повлечат по никаква цена, бидејќи очигледно економијата е пред и над се, вели тој. Ако професорот е во право, тогаш и ние имаме најмногу 6 недели да се подготвиме за истото, затоа што кога САД ќе тргне во тој правец, ќе го следи Канада, па и Западна Европа, и никој нема да може да остане настрана од тоа стампедо, вклучувајќи и ние на Балканот. Колку сме ние реално подготвени да ги дуплираме, триплираме и мултиплицираме капацитетите на нашиот здравствен систем, пред да започне овој процес е најважното прашање. Што мислам дека Македонија треба да прави? Прво, значи, како што повторив неколку пати, хитно зголемување на капацитетот, второ, набавување на овие тестови, затоа што ова овде може да се намали, овој пик на нова крива, може да се намали со превентивно тестирање, значи да не оди толку високо. Од една страна кривава ќе се намали, од друга страна капацитетот ќе се зголеми. Така да ќе има една луфта, еден геп меѓу капацитетот на системот и бројот на заразени. Доколку се случи ова сценарио, како Македонија би постапила, побаравме одговор од министерот за здравство Венко Филипче. За дали сме подготвени да се соочиме со ваков предизвик, дали имаме доволно капацитети, персонал, опрема. Министерот Кусо одговори дека сме имале тимови кои работат и ќе работат во борба со вирусот. Секоја јавна здравствена институција веќе има направено тимови и така доаѓаат тимовите согласно распоредот од страна на директорите, раководителите на јавноздравствените установи, имајќи упреди типот на патологијата и времето кое што е потребно да дел од кадрот биде дома, па се надополни ако се случи некој да треба да оди во самоизолација. Кина речиси 4 месеци се бори со коронавирусот. Европа 2. Бројот на ново заразени расте, но расте и минусот на сметките на бизнисите. Останува отворено прашањето до кога фирмите ќе бидат на стендбај, а дали и кога, без разлика на вирусот, ќе почнат со работа, надевајќи се на пообемен здравствен капацитет и јакнење на колективниот имунитет.